председателе, почитуван премиер, почитувана јавност. Наистина не сакав да почнам со ова што сега ќе го кажам, меѓутоа се повеќе ми наликува на тоа. Република Македонија во последно време се повеќе ми наликува на апархеид. Ми наликува на држава која што е контролирана од други центри и ми наликува на држава каде што секогаш малцинството го има последниот збор, за да може да се контролираат институциите, да се контролира текот на настаните во оваа држава. Сите знаеме за 60-тите, 70-тите години, кога во Јужна Африка контролата доаѓала од круната од Велика Британија и таму, за жал на мнозинството, се воспоставило таков политички систем каде што мнозинството секогаш биле подчинети под оние од малцинството и гледам дека истото се повторува и тука во континуитет од 2017 година. Почитувам премиере, во вашето обраќање по повод оваа точка за разрешување на замениците министри, го направивте истото и што го направивте со министрите, односно само ги прочитавте нивните имиња, па затоа моето прашање на крајот сакам да го образложам низ неколку точки. Имено ги разрешуваме Љузин Алиу од заменик министер за образование, понатаму ги разрешуваме Башким Хасани од заменик министер за одбрана и Абдулшукур Абедини од заменик министер за земјоделие. Почитувам премиере, во вашето експозе вие кажувавте дека ќе сте ја зајакнеле Република Македонија на меѓународен план, ќе сте донеле евроинтеграции, ќе сте имале добри соседски односи, понатаму ќе сте имале некаква меѓусебна доверба, Европски сојуз ќе сте правиле и така натаму, меѓутоа искрено ништо не верувам од ова. И едно големо прашање кое што ме загрижува е како вие сметате дека ќе бидеме конкурентни на глобалните пазари, затоа што тоа беше дел од вашиот говор. Имено во текот на овие 5-6 години гледам дека постојано расте трговскиот дефицит и воопшто не сме конкурентни на ниту еден пазар, па ниту пак на домашниот пазар. И тука ќе се задржам најмногу на Министерство за земјоделие, односно овој што го разрешувате од заменик министер за земјоделие Абдулшукур Абедини. Сега, прашањето мое кое што сакам да го поставам на крајот е дали мислите дека рибата смрди од главата или рибата смрди од опашката, како што велеше вашиот претходник, и тоа ќе ви го презентирам низ неколку факти. Она што го направивте во последните неколку години во земјоделието е тотален крах на системот. И мислам дека во наредниот период ќе биде во прашање доведена екзистенцијата покрај таа на земјоделците и на обичниот граѓанин, затоа што гледаме дека се помалку се инвестира во земјоделието и гледаме дека се помалку број на граѓани од Република Македонија се бават со земјоделие. Имено од 2014 година до 2021 година имаме пад на 32.000 граѓани помалку кои што се занимаваат со земјоделие во однос на тогаш. И вие сега кажувате дека земјоделието ќе ни било некакво добро, дека ќе цветало земјоделието и така натаму, дека ќе сме биле конкурентни на глобалниот пазар. Ние нема да можеме да се прехраниме, почитувам премиера. И поради ваквите политики е оваа инфлација од 20%, а на храната од некаде 35%, и сметам дека во иднина ќе биде уште потешко за граѓаните на Република Македонија и очекувам да има поголемо иселување. Увозот на млекото за 7 години е зголемен за 118%. Тоа значи дека немаме доволно стока во Република Македонија, немаме доволно сточари поради цените кои што вие ги диктирате и поради условите со овој нов начин на субвенционирање. Сега, кога се фалевте кај субвенциите, велевте 30% авансно ќе се даваат субвенции, а останатите 70% ќе се давале откако ќе биде предаден производот кој што е произведен од страна на земјоделците, меѓутоа ставивте толку високи прагови што тие самите нема да бидат конкурентни. И вие практично оваа маса на пари која што сте ја предвиделе за субвенции ќе можете само 30% да искористите, а останатите 70% додат некаде кај Љупчо или пак кај овие кои што се поголемите, како Везешари и оној стоматологот од Сирија кој што зема 70 хектари во овче поле да работи за сметка на мнозинството во апархеидот, како што кажав претходно, новие земјоделци кои што се мачат да извадат леп за своите фамилии. Трговскиот дефицит
во однос на земјоделските производи за 5 години е зголеме за 117 милиони евра. 84.000 грла стока има помалку. Во однос на тутунот, каде што се фалевте тука со некакви субвенции, во 2016 година се подпишаа договори за откуп на 25 милиони килограми тутун, а сега, во 2022 имаме откуп на само 17 милиони килограми тутун. И таму не знам на вистина како ние планирате да бидеме конкурентни на глобалниот пазар. Понатаму, почитувам премиере, во селото Балинци во Ландово реагираат земјоделците затоа што откупот на зимската зелка е 4 денари по килограм, а производната цена е 10 денари по килограм. Понатаму, почитувам премиере, прашуваат младите земјоделци кога ќе им биде исплатено оно што им е ветено, затоа што цела година се касни. Оние помали земјоделци прашуваат зошто е прагот зголемен за минимална инвестиција за да можат да бидат конкурентни во ИПАРД 3 програмата. И сите овие околности кои што се наметнати и од министерот Љупчо Николовски и од овој кој што сега го разрешуваме, верувам дека тоа е и ваша политика, сите овие околности доведуваат малите земјоделци, малите производители да ги уништуваме за сметка на оние големи кои што абер немаат од земјоделие. 200 хектари земја земаа ВЗ-шари во овче поле. Шо ќе работат и они не знаат. Арно, ама па имаат тука закони кои што си ги донесовте да може да се трансформира земјиштето од земјоделско градежно, па понатаму ако се земе концесија на полуокруг, веројатно ќе има и откуп на земјиштето, така што ова сето доведува до намалување на моќта на земјоделците и, како што кажав, поразителни бројки во бројот на земјоделци кои што не прехрануваат. И сето ова е еден индикатор дека во Република Македонија инфлацијата можеби привремено ќе запре се до наредната реколта. Кога ќе се појави наредната реколта, повторно ќе имаме зголемување на цените, повторно пшеницата нема да може да се откупи или пак ќе се фрла грозјето, ќе се фрлаат јаболката. Почитуван премиере, сметам дека покрај овие кои што ги разрешувате, требаше да тргнете од онаму каде што исто така смрди, а тука е и оваа конкурентност на меѓународен пазар, кога веќе зборувате дека ќе сме биле конкурентни во глобални рамки, во делот на инфраструктурата. Знаете дека инвеститорите за да дојдат во Република Македонија, вие треба да им понудите нив добри услови. Арно, ама никој не се нафаќа кога вие немате авионски линии, никој не се нафаќа кога немате железничка линија, никој не се нафаќа кога немате патна инфраструктура, никој не се нафаќа кога имате корупција од невидени размери, никој не се нафаќа да инвестира кога ќе треба да дојде и да потпише некаков договор, кога веднаш ќе му побараат неколку милиони евра за во некој джеб да влезат и така натаму. Почитувам премиере, вие треба да направите услови за во Република Македонија да тргне стопанството и да бидеме конкурентни на глобалниот пазар. Меѓутоа, со овакви одлуки, каде што играте игри на тронови, каде што велите дека не сте биле претходно врзани со имиња, кога ги разрешувавте министрите, а сега кога ги разрешувате замениците министри, викате дека не сте врзани со функции, на вистина, јас се прашувам со што сте врзани. Дали сето ова е договор само за да можат да се зачуваат некакви интереси, за некој да може да си купи куќа за 150.000 евра, за некој да може да си купи дуќан за 600 евра по квадратен метар и така натаму. Сметам дека сите овие потези кои што ги правите се очајнички обиди само за да останете на власт. Меѓутоа, би ве замолил и вас, колеги од мнозинството, да размислите дали со аминувањето на овие одлуки на премиерот, вашите деца, вашите родители и вие ќе живеете подобро. Сметам дека сите овие одлуки се на штета на народот, а вие сте тука како кукли седнати само за да аминувате некакви одлуки и за да си ги зачувате вашите политички кариери. И благодарам.